Во паркот кај основниот суд во Прилеп вчера напладне беше откриена спомен плоча на Ненад Серафимовски, кој пред 3 години на само 27 годишна возраст беше убиен со 7 негови колеги, припадници на безбедносните сили при терористичките напади на 9 мај 2015 година во Кумановско диво населје. Спомен плочата беше откриена во присуство на најблиските членови на Серафимовски, колеги и вработени во Министерството за внатрешни работи, градоначалникот Илија Јовановски и председателот на Советот Миле Талевски, Сдружение на бранителите, граѓани и представници на политичките партии. На ваков начин, овде во паркот кај судот, ќе можеме да го посетуваме нашиот драг Ненад Серафимовски. Од единицата за специјални задачи Тигри, говорејќи за ликот и делото на Серафимовски, потенцираа дека бранителите го чуваат мирот и спокојството на граѓаните на Македонија, незините херои и патриоти. Тие оставија светол пример за наредните генерации. Нивните имиња остануваат врежани во колективната меморија на македонскиот народ, а нивните дела секогаш со гордост ќе бидат споменувани од сегашните и идните генерации. Ненад е најпрви најголемата жртва, но и почест. Загина во исполнување на службена должност во одбрана на татковината и за зачувување на незиниот интегритет. Ние, оние што останавме со скршено срце иускратени за еден другар, колега, ќе продолжиме да чекориме по патот по кој тој чекореше достојно, сигурно и честно. Во име на семејствата на четворица од убиените припадници на единицата Тигри, адвокатот Жарко Стевановски истакна дека има поведена постапка, изразувајќи надеж дека таа ќе заврши со откривање на вистината за настаните во диво населје. То бараме да се утврди преку внатрешна ревизија одговорност на структурите на МВР и се надеваме дека исходот од истата ќе заврши онака како што очекуваат и семејствата, односно ќе заврши во полза на откривање на вистината за настаните од диво населје. Серафимовски, кој од 2014 година беше член на единицата за специјални задачи Тигри, е од гостиварското село Зубовце, но неговата мајка има прилепско потекло и токму затоа спомен плочата е поставена во Прилеп. Семејството Серафимовски побара, а Советот на општина Прилеп донесе одлука и одобри да биде подигнато спомен обележје кое го подигна неговото семејство. Во диво населје, освен Ненад Серафимовски, загинаа и Жарко Кузмановски, Сашо Самойловски, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски и Самедин Османи, Љубиша Ранџеловиќ и Горан Стојминовиќ, сите припадници на единицата за специјални задачи Тигри. Од 37 обвинети за тероризам во диво населје, 7 добија доживотна казна затвор, 13 обвинети добија по 40 години затвор, 6 по 20 години, еден обвинет 18 години, двајца по 14 години, двајца по 13 години затвор и двајца по 12 години затвор, а судот донесе и 4 ослободителни пресуди. Адвокатите на обвинетите поднесоа жалба до апелација која се уште се разгледува, а незината одлука се очекува по завршување на судската ферија. Исто така во теке и постапка по барање на меѓународна експертиза за целиот случај диво населје.